Битно е да се биде христијанин во вистинска смисла на зборот. Тоа е да ги исполнуваш двете најголеми христијански заповеди. Возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, со сето своја сила, со свој разум. И возлюби го својот ближен како себе си. Значи, тие две заповеди се најголеми заповеди и на тие заповеди се крепи целиот закон. Колку ние го почитуваме тоа, значи тоа е индивидуално, значи секогаш црквата апелира да се биде, нели, хуман, да се почитуваат луѓето, да се сака верата, да се сака Бог. Колку во нашето општество вистински се почитуваат христијанските вредности? Повеќе се придржуваме до обичаите, отколку до вистинското верување ми се чини, ама имам впечаток дека во последно време се повеќе духовноста сепак расте. Колку се тоа чисто христијански вредности, колку се оние што црквата ги проповеда или нешто помеѓу, не знам. Живи се како закон. Естеството и луѓето. Дали се ги негуваме се уште овие христијански вредности? Не убивај, не кради, не лажи, нели? Ги негуваме, ама потешко. А зошто мислите потешко? Потешко затоа што не сите мислат еднакво. Мислите дека има врска тоа во какво општество живееме? Има врска. Многу има врска во тоа какво општество живееме. Општеството какво ние, па така и тоа се рефлектира после и на луѓето. Нашиот живот денешен е брз, значи сите свесно или несвесно трчаме по парите, по материјалното и духовниот живот во овој момент е многу тежок, значи полесно е навистина да се живее духовно некаде каде што имаш тишина, значи мир, спокој. Во ова време, значи во ова брзо време, каде што превладува светската суета, материјалното, навистина е многу тешко да живееш и духовен живот, но тоа е теретот, тегобата што треба да ја понесеме. Значи, секој време си има своја тежина, така и ова денешно време. Треба да се најде на средина, значи не треба да слугуваме на материјалното. Значи, секако ние имаме тела, значи не сме ангели, и тие тела треба да бидат задоволени, да ги нахраниме, да ги стоплиме. Значи, треба да спечалиме, дали честно и поштено за нас и за нашите семејства, но во прв план секогаш треба да видим духовното, значи да не го забораваме Бога, да не забораваме да одиме во црква, да се помолиме, да се причестиме. Со тоа ќе бидеме идентификувани како вистински христијани, како некој што знае каде е, знае што е и знае што вара, значи ги знае своите вредности вистински кои се. Така ќе бидеме исполнети како целосно битие.